Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. На 30 април заврши владината мерка за ограничување на бруто профитната маржа на 102 групи производи. Иако властите тврдат дека мерката дала резултати, многу граѓани не почувствувале значителна заштеда. Веднаш по укинувањето на мерката, цените на основните производи, како маслото за јадење, јајцата, млекото, сирењето и хигиенските артикли, повторно со повисоки цени. Државниот пазарен инспекторат најавува засилени контроли за да провери дали трговците, увозниците и дистрибутерите ги почитуваат прописите и дали има ново зголемување на маржите. При евентуални прекршувања најавени се соодветни мерки. И додека инфлацијата според официјалните податоци покажува тенденција на опаѓање, наравто овите нови повисоки цени. Во реалноста се јавува парадокс. Инфлацијата се намалува, а цените растат. За среќа, платите и пензиите засега остануваат стабилни. Во многу земји, производителите на производите означуваат препорачана малопродажна цена, директно на пакувањето. Оваа цена е само препорака и не е задолжителна за трговците, но служи како референтна точка за потрошувачите. Оваа пракса може да помогне да се спречи прекумерно зголемување на цените и да се зајакне транспарентноста, полесна споредба на цените меѓу различни продавници и потешко манипулирање со цените од страна на трговците. Дали означувањето на препорачаната малопродажна цена би било решение за цените на основните производи во Македонија? Тоа е она што денес почитувани ве прашува Црвена линија. Секако Црвена линија секојдневно ве прашува и на Инстаграм. Потсетуваме, за да не заследите на Инстаграм, нормално е доволно да го пронајдете нашиот профил Црвена линија, но препорачуваме да се заследи и профилот на Телма телевизија. Тоа значи дека на Инстаграм стори штом веднаш кликнете, ќе ве пресретне анкетата која што за денес го поставува ова прашање: дали би поддржале закон со кој ќе се ограничи заработката на основните производи. Како што гледате, има две полиња на кои што се назначени опциите за ваш одговор, дали е тоа да или не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите конкретно на Црвена линија. Во продолжение, секако секој од вас денеска сакаме да го слушнеме како граѓанин, како потрошувач, на што го забележувате и во маркетите. Но пред да почнеме со дискусијата со вас, ќе го погледнеме и прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Мерката скалести маржи од почетокот на месецов не е на сила, а од она што може да се забележи во големите маркети, цените на голем дел од производите засега не се значително или воопшто покачени. Инспекторите ги проверуваат маркетите, а од економија остануваат на ставот дека доколку има екстремни покачувања на цените, ќе предложат до владата поригорозни мерки, но сепак не откриваат за какви станува збор. Граѓаните сметаат дека цените се високи за нивниот стандард и домашниот буџет, но и дека не се зголемени значително откако се укинаа ограничувањата на маржите. Имаше некој намалување, имаше пишува таму, се грижиме ова, она. Имаше намалување, сега што знам натаму како е, што е. Што одам, купувам, и да гледаш и да не гледаш, што ти мораш да јадиш. Какви се цените? Не, мислам дека не се толку високи колку што народот се жали. Некое значително зголемување нема. Да, цените се како што и беа пред тоа. А во секој случај цените се високи. Според вас, кое е решението за намалување? Па поголема контрола и инспекцијски надзор. Ја оние работи че ги купувам не се поскапени. Од пазарната инспекција соопштија дека нивните инспектори се на терен и засега не забележеле скок на цените кај 30 до 50 групи основни прехранбени производи. До крајот на месецот инспекторатот ќе почне со контроли и на увозниците и дистрибутери, а наредната недела и на производителите. Инспекторите се постојано на терен. Не се забележани драстични поскапувања, особено во делот на основните прехранбени продукти.
Има мало зголемување на цените на хемиските производи поради нискиот обрт. Наредната недела почнуваат контроли и на производителите. Се проверува цената, бруто профитната маржа и книжењето на трошоци. А до крајот на месецот контролите ќе се прошират и на увозниците дистрибутери, како и на ланците маркети за да се провери и утврди цената од влез во државата до рафт. Задолжителната обврска која ланците маркети ја имаат за објавување на цените на веб страните делумно се почитува и инспекторатот изрече опомени на дел од маркетите кои немаа или немаат јасно и видливо истакнати ценовници. Таа стапи на сила на 18 април, а во меѓувреме во Министерството за економија имаше средба на која новоформираната комора побара пролонгирање на рокот за 30 дена за да може да ги изработат ценовниците и веб страните. Од пазарната инспекција најавуваат дека во наредниот период ќе се врши проверка дали цените на веб страните и на рафтовите се исти. Власта и опозицијата денеска со серија меѓусебни обвинувања. Од СДСМ соопштија дека цените се покачени на некои производи и до 60%, а од ВМРО ДПМН одговорија дека СДСМ го зголемила данокот на додадена вредност од 5 на 10% на 1500 прехрамбени производи. А по прилогот на Огнен Чанчаревик, време е да ве слушнеме вас. И како што најавив на почетокот, секако овој пат во црвена линија ќе се вклучувате, верувам, како потрошувачи. Секој од вас, еве, по завршување на мерката, верувам дека пазарува во маркетите, па така ќе можете воедно и да споделите што забележувате на рафтовите. Но главно прашање во црвена линија е денес дали означувањето, еве, според вас, на препорачаната малопродажна цена би било решение за цените на основните производи во Македонија. За учество во црвена линија доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005. Ве замолувам на самиот почеток пред да почнете да се вклучувате, намалете го целосно и тонот на ТВ приемникот. Се со цел се разбира подобро да се слушнеме. Со еден збор, јас и вие зборуваме само на телефонска слушалка. Добар ден! Добро, во меѓувреме очекуваме, додека ве очекуваме да се вклучите, ќе потсетиме дека активно учество во црвена линија можете да земете и преку коментари и споделување. Па веднаш ќе ве прифрлам унаму каде што е објавена темата, секако тоа е профилот на црвена линија на Facebook, но како и што постојано правиме, нели, секојдневно, темите ги објавуваме паралелно и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пишувајте коментари, споделувајте и тука прашуваме би поддржале ли закон со кој ќе се ограничи процентот на заработка на основните производи. Секако ќе ги читаме коментарите меѓу вклучување на гледачите, а добре дојдени сте сите вие, се разбира и оние кои што можеби досега не се вклучиле во контактна емисија како црвена линија. Дали означувањето препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи? Тоа е она што денес ве прашуваме и секако ве потсетуваме дека веќе на 30 април заврши владината мерка за ограничување на бруто профитната маржа на 102 групи производи. Сега останува на вас да слушнеме дали забележувате зголемување на цените и што е тоа што го забележувате во маркетите. Добар ден! Добар ден и убав работен ден. Благодарам многу. И нека ви е вече славен Ѓурѓовден. Така е, нека е за многу години. За многу години нека са вечни славни имињата. Имам комшии у селото, ки идвам на Славачан. Превидејќи празники денеска ја, да ти кажам искрено, имам собствена храна, само зајтинки и шекерче. Меѓутоа, цените се реални на ваков народ, неработлив. Само политика не интересира, ефтина е храната, да ти кажам искрено. Празни ниви, празни баши, никој не ќе лази, никој не ќе да работи, господице. За себе не ќе да... 10 корења ќе насадам патлиџани со шише, пластично ќе ги навадам за себе ќе имам. Не ќе леже така, социјалци. Ние ќе увизуваме работна сила, а социјалците ќе лежат по ценка, не ќе да чеснат. У селата, јака е мене у селата, леже по ценка, не ќе за себе да производи. Скапа не била храната. Треба на такви луѓе 300% се покачиме.
Или дај му работа, или укини му социјалното. Па еднашка мора да се реши ово вака да иде, бе, човече. Упропастиме златни ниви и рик, вода рика, еве, злетовица тоа. Па тоа е чудо, бе, да нема еден корен патничан. Па жално е и срамно е, бе, па тамо си си луѓе живеале и existирале се, сега да одат од пазар. Социјалец оде у пазар да купува, а дворот му празен. Жално е, биди поздравена и убав работен ден и ош еднашка нека ни е среќен Ѓурѓев ден. Така, благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Препорачуваме да останете со нас, сепак вие сте и првиот гледач со кој што го започнуваме ова издание. Се соочуваме со еден парадокс каде што инфлацијата паѓа, но затоа цените растат. Па еве, дали сметате дека означувањето препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи? Добар ден. Ајде, поштување, Тина. Поздрав и до вас, повелете. Поздрав до сите слушатели и гледачи. Нека е напомош денешниот ден. Се сложам со господинот. Од друга страна, ние македонците сме вреден народ, нека не, него дали системот така, дали немаме прави водачи да не водат, да не усмерат во правец, дали тоа криминално што е, дали што не знаеме. Веруете, вреден народ не македонците. Само така дојде ситуацијата да многу се кради, да на нечечен начин се заработуваат пари, а тие што се вредни по нивите, производот не им се купува. А да ви одговорам за ова, нема никакво да дојде решение. Еве сега, месец-два ќе бидат цените како сакат, ќе дојдат празникот 2 август национална, ќе видат дека мрдат лево-десно производство, пак некои мерки. Него да ве замолам дека има ове секунди неколку. Дали се плашите или што е една тема да стаете за името? Дали ВМРО планира да го врати името или не планира? Дали ВМРО планира тие за 27 што се осудени да кажи се во право или не се во право? Ве молам дадете ни само одговор на ова прашање. Дали означувањето препорачана цена на производ би било решение за цените на основните производи? Решение само некој од страна диктат некој диктатура. Благодарам за учеството и секако за вклучувањето. Ние еве имаме конкретно прашање до сите вас, можете да го погледнете на екраните. Црвена линија, подсетувам, денес све прашува дали означувањето препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, у вези ова стратегија на власта, ова е гола вода. Значи, пази, продавање басма. Не знам некој повртен збор да употребам, не друго ќе сакнете на тоа дугмето, таму ќе ме елиминирате од емисија. Инако овие е понижување вака на менталниот склоп на своите граѓани. Не знам до кај ќе ги води. Само знам една работа, локални се ближат, па нека мислат што прават. Инако од овакви препорачани цени никош никаќе не спасуваат. Наискрено ти кажам. Ова нека продава басма он на друг. Нека не продава басма на народот, више народот толку научи, више можеме на факултет катедри да држиме предавања за овакви работи, он што ги пропагира тука, што ги промовира. Ево ја ти кажам искрено, порано дури ми беше досадно тоа едно тему, некој кинеско за купување роба преку интернет. Абе, цела фамилија ја облеков, ја соблеков, значи толку со таа кинеска фирма соработувам. А би поддржале ли закон со кој ќе се ограничи заработката на основните производи? Каков е тој закон за поддржање? Како е тоа? Не се разбирам. Па еве доволно е да нели се означи препорачаната малопродажна цена и нема ништо од тоа. Тоа е жива превара. Ти кажав тоа е промашена. Добро, благодарам многу. Ние ќе потсетиме дека по завршувањето на владината мерка за ограничување на маржите, цените на основните производи повторно се зголемуваат. Меѓу другото, ве покануваме во ова денешно издание на Црвена линија и како потрошувачи, оние кои што верувам секојдневно нели пазарувате по маркетите, што забележувате во однос на цените на рафтовите. Она што е парадоксално е дека инфлацијата упаѓа, но затоа цените растат.
И еве дали сметате дека означувањето препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Најнапред мислам дека цените нешто не растат. Денес бев по маркети, бев за големо пазарење и не забележав никаква промена на цени. Втора работа, дали ќе со закон со препорачана цена, не знам, не сум економист, но велат во пазарна економија не е добро да се интервенира со закон. Но дефинитивно ќе го поддржам првиот гледач дека навистина станавме страшно мрзлива нација и дека и во тоа пусто земјоделска земјиште имало страшни злоупотреби, а јас знам за тие злоупотреби, бидејќи знаете сите ние работиме, познаваме луѓе и ова и она. Знам човек што не знае што е мотикл исто како јас, ама земаше земјоделски субвенции, а имаше фотоволтаици. И има фотоволтаици. Така да, не знам, не мислам дека се зголемуваат цените, барем не во маркетите кои јас денес ги прошетав, од подсит према телевизијата и пазарното стопанство. Така, еве, например, доколку се означи препорачаната цена, дали сметате дека... Па мислам дека може тоа да биде некое решение, но пак ќе речам, не знам, се плашам дека ќе речат дека е тоа мешање, дека е тоа диктирано стопанство, не пазарно стопанство и не знам. Се сложувам дека станавме сите преголеми политичари, а премали работници во секој поглед. Бидете поздравени, поздрав. Големо благодарам, бидете поздравени вие, но секако останете се уште со црвена линија. Може би најдобро нели можеме да пренесеме врз еден пример. Например, замислете, треба да пазарувате млеко и на млекото да е означена препорачана цена од производителот, например 67 денари. И купувачите, например, ќе знаат дали е надмината истата и колку е препорачаната цена. Во неа е и маржата на трговците. Па еве, сметате ли дека ваквиот тип на означување на препорачана цена всушност би било решение за цените на основните производи? Тоа е оно што денес ве прашуваме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Поздрав до вас и до гледачите. Благодарам многу. Еве, ја би се надобрзал на ова сега прескодно што го вие изнесовте. На некоја иста размисла сум и јас, да производителот на секој свој производ ја стави својата цена и понатаму да се види колкова е маржата на дистрибутерите, колкова на трговците, за и самиот купувач да има увид, да знае каде сето оно, да речеме, што сега нас не иритира. Не знам, мислам дека не е лоша идејата, според мене. Сега тоа колку ќе биде прифатено во јавноста и како останатите, освен производителите, ќе го прифатат, не знам. Вие би го прифатиле, верувам, по ова што го кажавте. Да. Барем би ја знал цената на производителот и останатото, разликата од... Може и секој маркет, да речеме, да си има свој дистрибутер, не мора да се бара некоја фирма нова за дистрибуирање на робата. Еве, сите што се трговци, нека си имат своји дистрибутери, во рамките на нивната трговија, нека заедно делуват. Добро, дали тоа се? Останува тогаш да ви речам големо благодарам за вашите одговори на нашето денешно прашање. Продолжете и вие да не гледате со оглед на тоа што допрва ќе се вклучуваат, верувам, многу гледачи. А ќе ве посетам, бидете активни и на социјалниот медиум Facebook, поточно заследете ја нашата страница, нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари, споделувајте секако коментарите, како и секојдневно, ќе ги читаме за многу кусов време меѓу вклучувањето на гледачи. Но да продолжиме со вклучување во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па мислам дека тоа што го кажувате, инфлацијата опаѓа, цените растат, е ваша теза,
а не е реална теза. Значи, вие измисливте таа работа и то не оди едно со друго и не е така. Така да инфлацијата си расти, што си расти, та расти и на друг начин. Не е само пазарот, тука се становите, тука се глупостите, тука има 300 чуда, 300 промети има. Колите, едно друго, во таа инфлација, во таа, значи, ако зборуваме за пазарот опаѓа, точно е. Зошто? Пред Великден краставиците беа 150 денари, сега се 50. Значи, на шо личи то? А производите во маркетите, тука се. Не се, некој дури ќе опаѓат, нема каде, му врви роко на некој работи. Така да, не знам, то владата што измислува нешто, што сака на ѓомити нешто да прави. Нека си гледа некои други работи, нека гледа нешто повеќе. Благодарам за одговорите. Подсетување, особено за оние кои што прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, ве молам, имајте во предвид дека за едно јавување времето е 90 секунди кое што е определено. Ајде малку да ве префрлам и онаму каде што пристигаат коментари. Продолжете да пишувате, ќе почнеме со коментарите на профилот на Црвена линија на Facebook. На прашањето би поддржале ли закон со кој ќе се ограничи процентот на заработка на основните производи? Верувам ќе можеме да покажеме. Еве што напиша господинот Борчо Иванов, или можеби некој од владата и другите функционери се вратил на еден ден дома во Македонија и е влегол во некој маркет да ги погледне цените. Благодарам, Борчо, за пишувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Дали сум ја на линија? Да, повелете. Да, повелете, ве слушаме. Дали ви е намален тонот на ТВ приемникот? Да, јас ве слушам одлично. Дали вие ме слушате? Да, продолжете. Ево вака. Никакво означување, ниту било каква мерка досега постигнала ефект во намалувањето на цените. Големи поскапувања има и сега. Дури некои беа поскапени, замислете, и пред укинувањето на маржите, за некои што тоа евентуално нема да го приметат, да мислат дека не се покачени. Или дека не толку колку што всушност се и покачени после укинувањето на маржите. Само не чувме, можеби наскоро и ќе кажат, дека и за ова покачување кривај се претходната власт или СДСМ. Но ајде се понадеваме дека, согласно формулата за рачунање на платите и пензиите, ќе ни се зголемат и тие. Иначе, навистина, ова ќе биде долго, топло, тешко лето. Ќе нема годишни одмори. Не барем за средната класа, која вака, така, некако ќе се снаоѓаше. А сега, навистина, ќе биде многу тешко. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Пристигаат и пораки на Facebook, што значи ќе ја прочитаме во продолжение и пораката на Лидија Стојковски, која што еве што напиша во однос на тоа дали забележувате нели воедно и покачување на цените во маркетите. Вели има покачувања. Јас работам во маркет од 50 денари до 150 денари. Благодарам многу, Лидија, што активно земате учество во Црвена линија и преку пораки. Продолжете да пишувате коментари. Подсетувам, нашиот профил е Црвена линија, објавена е темата, секако и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија паралелно ја објави темата и таму, за да можете, нели, каде ви е позгодно да пишувате коментари. Тоа значи и активно да учествувате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Јас сум против за цениве да се мешат потрошачите. Кој колку ги покачува и што прави. 200-300% нека ги покачат,
Ако му се исплаќат на потрошачот, ќе купи. Ако не, да не коментира, да си замени. Ќе си ја земи мотиката и ќе му бидат цените по-ефтини. Ако е млекото скапо, ќе си купи крава, ќе му биде млекото без пари. А државата не сме да се меша во цените затоа што сме пазарна економија. Државата ако сака да произведува комбинати нека направи и тогаш државата нека излези со цени, а не да им се меша на производителите. Секој е слободен, кој сакат нека произведуват, земјава необработена е, секој може да земи без пари земја негдека и да сади пипер, патлежен, копир, што сака. Што сака тие? И да му го сварат тоа, да му донесат. И салатата да му направат. Тогаш ќе станеме држава. Цените 200-300% да се качат. Еднаш државава да свати дека треба да работат. И државава да не се мешат во производителите. А тие трговците што се? Тие треба да се казнуваат. Од кај ти е ова, кој ти го даде, како го продаваш, колку си става в баржа, тоа може тие да ги гонат. А производителите не. Благодарам за учеството. Останете со нас. Пристигна уште една порека од господинот Борча Ристевски. Напиша: решението го гледам во отварање државни продавници, каде цените ќе бидат реални, бидејќи нашите олигарси се многу лакоми. Благодарам и вам, господине Ристевски. Пишувајте, ве подсетувам, коментари, споделувајте, Црвена линија Facebook и секако телевизија Телма Facebook. Продолжуваме во живот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Драга господјо, сина го честитам големиот празник Ѓурѓов ден. Денеска во Неготино се слави нашиот манастир се вика Свети Ѓорѓија. И сакам да ми ги честитам имените денови на Ѓорѓија, Ѓурѓица и Гоце и така натаки. Како најпрво да му реплицирам на првиот гледач, ќе се обране од Таринци, он се знае. Он е експерт за се. Социјалците да не се имали социјално да работере. Секој сака да работи, ама дали може? Така ли? Кај него, ајде го викнем ја на лозијето, имам многу лозија, нека го товаре грозијето. Ако го товаре сето, не по 2 дахи, по 4 ќе му дадам. Срамота е тоа што ги влеѓа социјалците. Секој сака да работи. И денеска, кои беа на манастирот само, тие што вработените во социјални грижи. Тие се најјаки, никој ништо не му може. Дискусија на сите, кој е 1000 денари, на кој 2000, на кој 3000. Ги избавуваат градовите. Ајде, сметате ли дека, ве молам, дали означувањето во препорачана цена на производот еве според вас би било решение за цените на основните производи? Не би било тоа никакво цена. Треба наместо државниот инспекторат што ќе оде да врши проверка во маркетите, нека одат од социјални грижи, они цел ден се шетат низ пазар, немат никаква обавеза. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжете да не следите. Одеме понатаму. Добар ден. Христос воскресе. Господине Тале, ве сметате ли дека... Христос воскресе. Ви сте на... Добро, да се вратиме на темата, ве молам. Дали ве сметате дека означувањето на препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи? Па се што е добро, убаво е да се проба, да се види како ќе има ефект во самото купопродавање, како да речеме, во трговијата. Но би сакал една добронамерна работа да кажам. Вчера во Скопје кај вас и во наша Македонија се донесе парче од појасот на Мајката Божја Богородица. Верувам дека многу луѓе во Скопје имаат мака, здравствена, дете болно, лично тој болен, сакаат некои бездетни да имаат рожба. Ги повикувам во црквата Чај, Свети Ѓорѓија, да појдат од денес до 9 да си се помолат пред тој појас, парче појас од Мајката Божја донесен. Да не се одвлекуваме од темата. Кажете ме во однос на прашањето. Ве сметате ли дека ваквото означување на препорачаната цена на производот сушност ќе биде вистинско решение за да нема зголемување на цените? Наша Македонија Господ ја дарил со плодна почва. Сега е пролет, мај месец.
сега е можност многумина во Македонија да дали со дурија, дали со трактор на било кој начин да ги разораат своите ниви и да насадат барем само за себе домати, пиперки, било што зеленчук и така че имаат можност летово да го поминат со своја здрава храна, а и да си направат зимница. Благодарам. Има една напомена, јас ве замолувам секако и да имаме во предвид дека може би некои од гледачите малку подоцна се вклучиле и ја следат Црвена линија, за да не ги пренесеме во некоја друга тема, да имаат печаток дека за нешто сосема друго зборуваме, да се држиме до темата за која што денес апсолутно очекуваме одговор од вас, пред се како потрошувачи. Верувам секој од вас пазарува во маркетите, редовно ги следи движењата на цените на основните особено производи, така да еве Црвена линија денеска и конкретно ве прашува дали според вас означувањето на препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали со препорачени цени на производите би било решение за основните производи? Јас мислам дека тоа би било добра работа, но не би се придржувале ни производителите, ни трговците, ни тие што продават по самопослугите. Затоа што цените се многу високи за овај народ и да се препорачат цените, они не би се држале до тоа решение. И нема казни за тие што ќе ги качуваат цените пак и инспекцијата воопшто не работи како што треба и во продавниците не ги намалуваат цените на оноа што треба да бидат. Значи, купувачите се принудени да ги купуваат цените по повисоки цени. И ако има намалување на цените, тоа е 2 до 3 динара. А за 2 до 3 динара нема сметка купувачот да оде од продавница на продавница. Значи, не би требало и да се препорачат цени од страна на државата, газдите не би се придржувале до таа мерка. Тоа ќе се остане и понатака исто, само Ке посетам да се внимава и на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување, но и постојано и секогаш во охрабруваме доколку имате потреба да се надополните, слободно сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Па еве, јас ќе кажам дека државата не треба да се меша воопшто, затоа што во пазарна економија секоја мешање на државата носи повеќе негативни работи него позитивни. Ќе се јави се помалку трговци да обавуваат оваа дејност, многу ќе затворат, а исто така ќе се јави недостаток на производи. Така да потрошувачите ќе добијат негативно од ова, не позитивно. Цените се ги формира пазарот и не може никој друг. Ако сака државата да формира, нека си формират продавници, нека си отвори, нека си вработи луѓе, нека качи плата најмалку 500 евра, нека овозможи ладилници, нека овозможи клима уреди, паркинзи, све нека овозможи за купувачот да шета во лето под клима, во зимо на топло, да пазари тоа што не го произведува, да дома ја носи по ефтини цени, нека го прави државата. Ако е толку се заработел во трговијата, сите ќе отворат продавници и такивија трговци, а не да отвараат брзи кредити. Една брзи кредити со 10 вработени прави 6 милиона евра профит годишно, а цела трговија 30 милиони евра. Значи ви смета трговијата, не ви сметат брзите кредити, не ви сметат банките. Подсетувам само тајмерот 90 секунди е времетрењето. Големо благодарам и вам за јавувањето и учеството во Црвена линија. Во продолжение повторно од онаму каде што пристигаат коментари, ќе продолжиме и со коментарот на господинот Емилијано Македонски.
напиша, ова е само замајување на очите на граѓаните. И да, решение тоа ќе биде само на хартија. Еве сега се крчка нов закон, дали може да го покажеме коментарот? Еве сега се крчка нов закон за енергетика, сака оваа влада да донесе закон на сите граѓани да им се наместат дигитални струјомери, кои сите оние кои не можат, а не да не сакаат да се ги плаќаат сметките за струја, ќе им се исклучува струјата директно од Скопје. А со тоа пола и повеќе Македонија ќе остане во мрак, бидејќи повеќе се што не можат да се ги плаќаат сметките, а не да не сакаат, бидејќи со 24.000 денари тешко некој граѓанин да може да се ги плати за останатите долгови. Ке може да се ги плаќаат, но владата да донесе подхитно најнапред закон за застарениот долг да се отпише и новите сметки, на тој начин граѓаните ќе може да се ги плаќат. А вака пола и повеќе Македонија ќе остане во мрак. Само да се знае оваа влада, ако го донесе токму овој закон за граѓаните, да не се надева на следни избори, дека ќе добие толкава предност пред опозицијата. Ако сака да ги изгуби изборите, нека го донесува овој закон. Ве замолувам да отворите тема токму за овој закон што се крчка. Добро, благодарам многу господин Емилијано за коментарот, но црвена линија ќе мора да подсетам уште еднаш, ве молам, внимавајте во однос на тоа за што ве прашуваме денес, бидејќи црвена линија граѓаните ја креираат со вашите одговори. Се разбира ако се оддалечуваме од темата и она конкретно што од вас во овој ден денеска и како потрошувачи бараме одговори во однос на тоа, еве дали сметате дека токму означувањето препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи. Тоа е оно што сакаме денес од вас да го чуеме. Продолжете со опишување коментари, но ние продолжуваме со вклучување гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. И на владата ја одговарат по високите цени, затоа не сака многу да ги регулира и да ги контролира, бидејќи на секој производ има ДДВ од вредноста на производот, зависи и ДДВ-то, затоа се полни и буџетот. И како они би донале такви мерки каде што ќе има помал приход во буџетот. Затоа они тоа само по исклучок малку да го залажат народот дека нешто се намалило, ама види сега како им помогна на оние со минимална плата. Значи 24.000 денари минимална плата, меѓутоа кошничката е за 3 члена. Значи ако има човекот 2-3 деца, значи тројца ќе јадат, другите надвор ќе седат пред врата. Како може кое семејство е 3 члено за да носат кошница и да сметат за 3 члена, наместо да зголемат износот за повеќе, бидејќи луѓето да чуваат деца, вака секој ќе рече јас со што ќе ги хранам тие деца. Значи тоа е срам што се прави. На тој начин ли ќе замајуваат народот дека е доволно кошница, ама за 3 члена. А каде се останатите членови? Кај што има и 3-4 деца. Наместо да се радуваат за тие што чуваат деца, дека наталитетот ни е толку намален, тие ништо не реагираат. Само гледат нивниот интерес како да се полни буџетот. Ви благодарам. Големо благодарам, ви велиме и ние. Останете со нас. Добар ден. Добар ден, убав ден, среќен ден. Среќен ден, повелете. Денеска среќен Ѓурѓо ден. Им честитам имен ден на сите кои се викаат Ѓорѓе, Ѓуроѓа, Ѓорѓина и така натака. Ај вака сега. Околу ова јас да ви кажам најискрено не сум за означување на производите. Меѓутоа еднаш за секојаш да го послушаат народот. Народот најдобро ќе им кажува на нашите политичари. Ако сакаат да има мир и спокојство, нека ги замрзан маржите, тогаш газдите на маркетите ќе рекламираат каде да одиме, каде е тоа сами ќе се борат цената да биде помала и да може што се вика да не натерат во кој маркет да влеземе, каде поевтино ќе најдеме. А на овој начин како што прават, како што вака работат, ќе замрзнеме овој, тоа само е лудо што се вика месец, 2, 3 и на крај после тоа ќе ритнат цените 20-30%. Затоа што маржите сега моментално се од 5% до 150%. Значи, ако ќе бидат замрзнати
да бидат маржите исто како устав, да не може да се менја ни еден член ако тоа не помине преку со закон. Така и маржите кои ќе се направат на тој принцип, тогаш самите трговци ќе се борат ние да влеземе во нивните дуќани и да има ти промет и све. Благодарам. Поздрав. Големо благодараме од наша страна. Продолжете да не следите и понатаму. Продолжуваме и ние со вклучување на нови гледачи. Добар ден. Ало, здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Фала, голем поздрав и до сите во Телма. Вака да ти кажем, денеска е убав ден, нели Ѓурѓов ден. Поздрав на сите, да се среќни, да сите имат да јадат, да пијат, на маса да си стават нешто. Доста више со вие, ово е скапо, оно е скапо. Тинче, ја да ти кажем како знам, била сам на работа со 45 години стаж, еве се сам у пензија, унуци, све живо, не знам утре што ќе се деси. Ја не знам некад нешто у животот да е поевтинело, нели? Од време се скупнува. Например, денеска биде малце иста цена, иста, па скупне. Па биде тај цена, па скупне. Не знам некад нешто да е било поевтино. Не знам зашто се толку народот се буни, што толку прават како да ти кажем, драма, те замрзнени цени, те овој се фрлило, овој се расипало, овој било вака, овој било вака, па види бе, не си имаш очи, погледни, прашај, улегнем у продавница и што треба купим, никад не сам прашала колку е цена што ми треба. Како ми нешто ми треба, ја ќе да прашувам или ќе идем од продавница на продавница за 5 денара, 10 денара, па ја ќе се утепам од дејке. Ајде, дали ако означуваат препорачана цена на производот би било решение за цените на основните производи? Па дај Боже, Динче, да биде, ама да ти кажем, не знам, ја по моје не знам нешто дали ќе биде поевтино. Може само да биде поскупо. Не знам што да речем, стварно само за овие цени стварно прават големи спрки. Но нека се биде живи и здрави и нека малце средат вајна. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не гледате. Одиме повторно на Facebook, пристигаат нови коментари, а во продолжение го споделуваме коментарот кој што го напиша Стефан Кецоевик. Од една страна сакаат покачување на минималната и просечната плата, а од друга страна има ограничување на маржата. Цената на некој производ исклучиво се формира од понуда и побарувачка, а маржите може да бидат енормни само во лоша пазарна економија. Во совршена економија тие сами се нивелираат често и под нормалната цена за редовно производство на економијата. Благодарам и вам, господине Стефан. Продолжете, пишувајте коментари. Ќе продолжиме и ние со нивно читање. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали су во црвена линија? Да, ве слушаме, повелете. Сега вака, до прва цените ќе растат. Значи, ние од извозна земја станавме увозна земја. Значи, земјоделските производи не ги плаќа државата, а државата треба најмногу да инвестира во агро, во земјоделието. И затоа до прва ќе растат цените на земјоделските производи најповеќе. Значи, во Македонија сите магистри и доктори најуки, а нема кој да сади домати и крстајци и житни култури и гројзе, лозарство и нема што не произведуваше Македонија у времето извезуваше за Југославија. А сега сме ние зависни од увоз. Државата милиарда и пол колку дава тамо трошкови, увезуваат едни компања и кокошки од Украина и таму треба инспекцијата да воде рачун. Тие колку се застарени тие кокошки што иземат и препакуваат во Скопје. Значи тоа е трагедија за Македонија. Ова влада најмногу треба да инвестира во агро и затоа до прво ќе растат цените. Не 200 денара домаците и крстајците, 500 ќе бидат че и накачам. Никој, значи земјоделците не можат трошкови да ги покријат. Од каварните јаволја еден олигарс го има агрокомбинатот. Секој ќе го уништи лозарството во цела Македонија и треба кривишта природа да поднесат. Ова влада има, господјо, 6 и 67 пратеници. Открито
треба да го ласат тие човек се вика Свето Јане. Внимавајте на употребата на зборовите, како велиме во црвена линија да не употребуваме говор на омрза и говор кој што лудира на насилство. Благодарам за одговорите секако на денешното прашање. Ево уште еден коментар, Вест ОК Нарок напиша: море треба сите маркети да се затворат на неопределено и да платат дебели казни за тоа што му го прават на народот ненаситни профитери. Дојде времето да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ако не следите на Инстаграм, заследете не, па секако земете активно учество во утрешната анкета. Денес Црвена линија ве праша дали би поддржале закон со кој ќе се ограничи процентот на заработка на основните производи, па и ве како се одговори. Со да одговорија 79%, а со не 21%. Дали ќе може да покажеме анкетата, како и да е, тоа се резултатите. Еве ги резултатите. Заследете не и секако утре учествувате во новата анкета. Сега ќе продолжиме со рекламите, па потоа се враќаме во студио. Благодарам за ова издание на Црвена линија. Сега останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петрески.